30.000 фалсификувани лични карти не се користеле никогаш и никаде, потенцираше министерот Чавков. Колегите од оддел за организиран криминал работеа на овој случај по наредба на јавно обвинителство, ги спроведоа сите неопходни проверки и на крај се констатира дека овие лични карти не се користени за изборни цели, ниту еден од овие податоци кои стојат на овие лични карти, значи ниедно лице што е наведено во тие лични карти го нема на избирачки список, тоа е потврдено и од Државната изборна комисија. Ова Чавков го кажа денес во Штип, каде присуствуваше и на отворањето на информативен центар за превенција во просториите на локалната самоуправа. Овде во општината граѓаните ќе доаѓаат 2 пати во неделата, најнепосредно да кажат кои проблеми ги имаат. Што е тоа што ги мачи во нивната населба, на нивната улица, во градот? Убеден сум дека тоа ќе даде резултати. Затоа што често пати луѓето се обраќаат до нас во општината за тие проблеми. Сега мене ќе биде полесно како градоначалник да го усмерам граѓаните да дојде овде на овој шалтер. И јас се надевам дека со напорите кои што ги правиме во последните години за функционални реформи во Министерството за внатрешни работи, овие организацијски структури кои засега ги имаме развиено и персоналните капацитети со развиени надлежности исклучително за имплементација на превентивните механизми и имплементација на превентивни иницијативи, јас се надевам и очекувам дека сето тоа ќе промени свеста, односно организацијската култура во Министерството за внатрешни работи. Освен во Штип, ваков центар за превенција доби и Делчево. Со имплементацијата на проектот е предвидено во просторијата на едношалтерскиот систем во зградата на локална самоуправа Делчево, граѓаните да можат да комуницираат со полициските службеници, да искажат своји мислења, барања и да добијат соодветен одговор од полициските службеници и од локалните службеници. Секоја среда и петок од 8 до 15 часот. Значи, деновите ги одбравме од причина што во тие денови имаме највеќе посетеност на странки во општина Делчево, така да и полицискиот службеник има можност да соработува со граѓаните. Полициски службеници ќе бидат присутни во Чешиново, Облешево и Зрновци. Во ден вторник во Чешиново, Облешево и во ден петок во општината Зрновци, во временскиот период од 9 до 15 часот, во седиштето на општината ќе бидат присутни полициски службеници, кај кои што ќе можат граѓаните да се јават, да им се обратат и со полициските службеници да разговараат на различни теми од безбедносен карактер. Најголема корист од отварањето на овие центри ќе имаат граѓаните. И се надевам дека ова еден голем благодет за граѓаните на општината Чешиново, Облешево, ќе бидат подобро запознаени со работата на МВР и воедно и ќе ги искажуваат своите проблеми. На овој начин ќе дојде до повторно враќање на довербата на граѓаните кон полициските службеници и со цел да се смени перцепцијата од полициската функција како недостапна за јавноста. Отворањето на центрите е по повод 9 декември, ден на превенција во Министерството за внатрешни работи.